Најавата на НАСА за Артемис 3К. НАСА објави дека на 9 јуни ќе го представи 4-члениот екипаж за мисијата Артемис 3 и ќе даде нов преглед на лунарната програма. Лансирањето е планирано за средината на 2027 година. Промена во мисијата и идни планови. Нов тест. Наместо првичното слетување на месечината, мисијата во орбитата на Земјата ќе го тестира пристанувањето на капсулата Орион кај солендерите Starship та SpaceX и си на месечина к Blue Origin. Следно слетување, доколку се оди по планот, дури со Артемис 4 ќе слетаат астронаути на Јужниот пол кон крајот на 2028 година. Буџет за базата. Агенцијата потпиша договори вредни над $1 милијарда за возила и опрема за идната лунарна база која ќе се простира на стотици квадратни километри. Заклучок. Со тестирањето во орбитата на Земјата, НАСА внимателно ја прилагодува стратегијата пред да започне со трајно населување на месечината. Глобалните технолошки гиганти. Лидери и приходи. Најголемите 20 технолошки компании остваруваат над $3 билиони приходи. На врвот се американските гиганти Amazon со $670 милијарди и Apple со $409 милијарди. Успехот на Nvidia, поради бумот на вештачката интелигенција во 2024 година, Nvidia остварила $161.21 милијарди приходи. Со само 36.000 вработени, таа има рекорден приход од $4.58 милиони повработен. Падот на Intel. Приходите на Intel паднале на $53.10 милијарди во 2024 година поради силна конкуренција од AMD и Qualcomm. Заклучок. Вештачката интелигенција и клауд технологиите ги прават лидерите екстремно ефикасни, додека традиционалните хардверски компании како Intel губат чекор.